Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. За денес имаме една интересна тема, тоа е покаяние. Покаянието е основна тема на Библијата. Тоа е единствениот начин преку кој човекот може да се врати кај својот небесен татко. Мнозина велат, слабо се проповеда покаяние во црквите. Слабо се проповеда за наново раѓање. Но, таквите нека знаат дека вистинската црква, Божјата Христова црква, го проповеда покаянието со сетиот свој жар. Зборот покаяние во Стариот Завет е употребен преку 45 пати. Еврејскиот збор нахам, кој што се употребува во Стариот Завет, преведен со покаяние, имплицира потполно жалење за своите гревови и вистинско кајање пред Бог заради истите. А пак, старохеленистичкиот грчки збор метаноија е сроден со еврејскиот и тоа е свртување од еден во друг правец, односно од себе и својата волја кон Бог и Божјата волја. Пророкот Езекијел пред нашата ера запишал вака: Покајте се и отврлете ги своите идоли. Одвратете го своето лице од сите ваши нечистотии. Покајте се од вашите гревови, за да не ве уништи беззаконието. Зошто да умрете, народе мој? Јас немам благопријатно расположение во смртта на оние што умираат, зборува Господ Бог, и затоа вратете се и бидете живи. Тоа е запишено во 14 глава и 18 глава од пророкот Езекијел. Кога ќе ги споредиме зборовите на Езекијел и на пророкот Јован Крстителот и на Господ Исус Христос, пораката е слична. Тие велеа вака: покајте се, зашто се приближи небесното царство. Тоа е запишено во Матеј 3 глава 2 стих. И сега да видиме кои се погрешните сваќања во врска со покаянието. Што не е покаяние? Покаяние не е кога некој само е убеден дека сите настани што се запишани во Библијата се вистински. Например, цар Ирод, иако се плашал од проповедите на Јован Крстителот и ги сметал за вистински, сепак тој не се покаја, остана за секојаш во своите гревови. Така и во денешно време, мнозина можат да ја признаваат Библијата како веродостојна Божја книга, но тие воопшто не се каат што е пораката на самата Библија. Покаяние не е само сентиментален израз на жалење или побожно судување за своите погрешки. Таков пример имаме со Исав, например. Иако сакаше да го наследи благословот од својот татко, сепак беше отфрлен бидејќи не најде место за покаяние. Иако го беше молел дури со солзи. Исто така за Јуда предавникот, откако го предаде својот учител Исус Христос и откако согледа дека направи голема неправда, тој се покаја, но неговото покаяние не беше пред Бог, туку пред самиот себе. Така што депресивна жал во себе си беше принуден да си го одземе драгоцениот живот. Народот исто така, откако Исус беше на крстот, откако ги виде настаните што се случија на крстот, се удираше во градите и жалеше за сторената неправда кон Исус Христос. Но таквото покаяние не донесе плод во нивните животи. Или пред самиот Бог. Како трето, покаяние не е само реформа, односно некоја мала поправка на сопствените грешки. Некој може да направи огромен пресврт во својот живот, така што промените да му бидат уочливи и во јавноста, но тоа не значи дека таквиот пресврт е плод на вистинско покаяние. Тоа може да биде животниот процес на менување и созревање на човечкиот живот. И како четврто, покаяние не е затоа што некој ќе ги врши побожно своите обреди во својата локална црква. Тоа често пати луѓето го прават за задоволство и помирување на својата совест. Фарисеите тоа го правеа на најоригинален начин. Тие, иако имаа обредни богослужби во синагогите, сепак Исус не им ги признаваше.
бидејќи нивниот живот не се усогласуваше воопшто со Божите стандарди. И затоа Исус вели: вие се приближувате со устата кон Бог, но вашите срца се далеко од мене. Нивните молитви беа неискрени, нивните обреди беа безвредни, а како резултат на тоа животот беше јалов и бесплоден. Кои се плодовите на вистинското покаяние? Плодовите се покажуваат од моментот на своето вистинско жалење за сопствените гревови. Павле вели: жалењето за Бог предизвикува неопходно кајање за спасение, а световната мака доведува до смрт. Тоа е запишено во 2 Коринќаните 7 глава 10 стих. Псалмистот Давид запишал вака: јас ќе го кажам своето беззаконие и ќе тагувам поради својот грев. Тоа е запишено во Псалм 38. Што значи покајанието е внатрешна тага пред Бог заради направените гревови. Како второ, покаяние е признавање на својата неправда. Давид вели: реков, ќе ги исповедам престапите свој пред Господ. Псалм 32, 5 стих. Многу е важно да се забележи ова, дека престапите се исповедуваат само пред Господ, а не пред човек или пред некој светец или светица. Мудриот Соломон вели: кој ги крие престапите свој, нема да напредува, а кој ги исповедува и ги напушта, ќе добие милост од Господ. Тоа е запишено во Пословици 28 глава 13 стих. Како трето, покаяние е напуштање на своите гревови. Не е доволно само да се жали и да се признаат, туку да се напуштат, да се остават за секој пат. Туку мора потполно да се остават и никогаш повеќе да не се повторуваат истите. За нив, за кои знаеме дека сме жалеле. Исаија напишал: барајте го Господ додека може да се најде, повикувајте го додека е близу. Нечистиот нека го остави својот пат и неправедникот советот свој и нека се врати или обрне кон Господ и ќе добие милост од Господ. И како четврто, вистинското покаяние е да го замразиш гревот и во себе и кај другите. Пророкот Езекијел вели вака: ќе ве расеам по сите краишта на светот, се мисли на Израел, но пак ќе ве вратам во земјата на вашите татковци. Таму ќе се сетите на вашите патишта и на сите ваши зли дела што од нив се онечистивте, и тогаш ќе се згнасите од самите себе и од вашите расипани постапки. Тоа е запишено во Езекијел 20 глава. Како настанува покаяние? Прво, тоа е резултат и осведочување на Светиот Божи Дух, на самиот Свети Дух. Исус рече: ќе ви го испратам утешителот, или пак параклетосот, бранителот, помошникот. А кога ќе дојде тој, ќе го изобличи светот за грев и за правда и за суд. За грев дека не веруваат во мене, за правда зашто јас си одам при својот татко и веќе нема да ме видите, и за суд зашто принцот на овој свет е осуден, се мисли на ѓаволот. Преку зборот на Евангелието. Библијата е жив збор. Кога човек ја чита, не може да остане рамнодушен. Зборовите незините бодат како со нож, ама ако си искрен. Кога на денот на Педесетницата или духовден, народно речено, Петар му зборуваше на народот, тие од пораката беа толку нажалени, што на крајот рекоа: што да правиме за да се спасиме? Одговорот на Петар беше: покајте се. Да, во зборот е силата, покајте се и ќе примите опростување на вашите гревови. Покајанието, ако го земеме како покаяние, тоа е дар Божи, не е човечка заслуга. За да не се пофали ниту еден човек. Бог го воскресна Исус од мртвите, за да му даде покаяние и опростување на гревовите на Израел. Но тоа не се однесува само на тој народ, туку за сите народи на земјината топка. И како четврто, покајанието понекогаш Бог го дава или доаѓа преку казна Божја. Исус вели: кој јас сакам, нив и ги карам, и казнувам, и така биди копнежлив и покај се. Тоа е запишено во Откровение 3 глава 19 стих, кога Јован имаше видение од Бога.
Тоа Бог го прави преку болести, сиромаштија, непријателство, неспокојство, само со една цел – Бог да те наведе на покаяние, да ти ја спаси твојата душа. И со покаянието се допрени интелектот, емоциите и волјата. Интелектот ги прима Божите информации и ги разработува. Емоциите тогаш се менуваат, а волјата се менува за да се служи на живиот и вистински Бог. Такви примери има многу во Библијата, како што се браќата на Јосиф, градот Ниневија, кога сите се покајаа, и заблудениот син кога дојде на себе си и кога рече: кај татко ми има многу слуги, има се во изобилие, а јас тука умирам од глад, ќе се вратам при мојот татко. Што добива човекот преку покаяние? За возврат, човекот добива спасоносна вера, вера за вечен живот, која му дава сигурност и надеж во животот. А што е многу важно, по смртта, тој се обезбедува вечен живот. Исус вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Да, таму, тоа е место каде што смртта ќе биде непозната, страдањата и болестите за секојаш заборавени. Тој со таа вера добива опростување на своите гревови, а тоа го дознава преку Светиот Дух, кој е гаранција за вечниот живот. Светиот Дух се добива во мигот кога човекот ќе се покае од сите гревови. И тогаш што се случува? Кога еден грешник се кае, тогаш сите ангели на небото се радуваат, што значи радоста ќе биде единствена животна преокупација во небото. Библиската терминологија тоа го нарекува наново раѓање или нов живот во Христос. Кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Овој нов живот можеш уште денес да го добиеш, но пред да го добиеш, покај се. Бог да ве благослови, почитувани пријатели, Бог да биде со вас и да ве води, и да ве чува од секое зло. Амин.